Иако тригерот денеска беше насилството врз белиот мантил, кој што клубот на млади лекари најостро го осудува, сепак ние како клуб на млади лекари денеска излеговме на протест против системот, затоа што сметаме дека насилството е само една од последиците на погрешно поставен здравствен систем. Луѓето не го почитуваат владењето на правата, како правото на пациентите, така правото и на лекарите, и луѓето едноставно одлучуваат во емотивен излив да ја земат правата во своји раце, и тука доаѓаме до моментот каде што насилството е изразено. И не сметам дека и најголемото обезбедување би ги решиле проблемите во здравството и спречување на насилството. Корупција и непотизам во здравствениот систем, како клубот на млади лекари би го искоментирал овие две работи? Присутно. Прашање за министерот, неколку пати го спомнувате обезбедувањето како решение за овој проблем. Нели мислите дека проблемот е многу посуштински од ова? Здравството се соочува со непотизам, со корупција, дали мислите дека проблемот произлегува од таму? Тука прашањето ми е дали ќе се обратите нешто на овие проблеми, и второ прашање повторно истото, ако тоа е суштинскиот проблем, дали се протестирате сами против себе? Кажав и во изјавата дека тоа што преземаме неколку чекори, значи дека сме свесни дека проблемот е комплексен. Комплексен во која смисла? Ова е затоа и така и го нареков почеток на еден процес за враќање на довербата. Апсолутно дека има многу проблеми. Еве, например, самото тоа што вака е распределен, да се распределени клиниките во клиничкиот центар, е проблем само по себе да се спроведе една форма на обезбедување. Се би било подобро кога тоа ќе биде се во една зграда. Во таа смисла одлично функционира обезбедувањето во болницата 8 септември. Таму се дава интегриран непотизам и корупција. Извинете што ве прекинувам, но повторно зборувате за обезбедувањето. Дали корупцијата, јас се извинувам на позицијата за дали корупцијата може да ја насити? Како што реков, преземаме мерки за системски промени, за унапредување на целокупниот здравствен систем, за унапредување на статусот на здравствените работници. Ке повторам, не сметам дека само обезбедувањето само по себе може да го реши овој проблем. Затоа Мерит систем во здравството. Постои ли такво нешто, систем на заслуги за вработување на доктори, и колку се соочувате со партиски вработување или со вработување на блиски? Јас работам на клиника 29 години. Сум примена со последната акција за вработување. Иако бевме сите ставени на список, имаше некои што скокнеа мимо список. Многу труд треба за да се надминат нашиот менталитет. Значи, јас се слагам дека мора да има критериум на квалитет.